Само проверени вести со факти можат да информираат, е пораката содржана во 16 медиумски производи, 8 телевизиски прилози и 8 новинарски текстови за веб портал со актуелни теми создадени од 84 средношколци од Кавадарци и Велес. Тие во изминативе 6 месеци беа вклучени во проектот Читај меѓу редови, што го реализираше фондацијата Фокус од Велес во соработка со гимназиите Добри Даскалов од Кавадарци и Кочо Рацин од Велес. Целта на проектот беше медиумско описменување на младите да не наседнуваат на лажни вести кои стануваат секојдневие, а имаат за цел да манипулираат. Едукацијата која што имавте на едукативните работилници придонесе на вистина да ја подигнете својата медиумска умешност. Она што го сработивме денеска ние ќе го презентираме и сите заедно ќе го видиме. Ви благодарам на сите кои што бевте дел од едукацијата, кои што заедно работевме на терен, ги посетивме медиумите, видовте всушност каква е таа професија која што треба да произведе вистините вести. Од сега па понатаму ние всушност ќе бидеме сите поддржувачи на вистината и ќе умееме подобро да препознаеме точна, навремена и квалитетна вест. Фондација за локален развој и демократија Фокус Велес во реализацијата на проектот во изминативе 6 месеци одржа 2 средношколски форума и 6 едукативни работилници на тема медиумска писменост и критичко размислување во двете гимназии во Велес и во Кавадарци. Во реализирањето на проектните активности беа фатени вкупно 84 ученика, средношколци од двете гимназии од Велес, од Кочо Рацин и од Добри Даскалов. Учениците учесници во проектните активности покажаа голем интерес за медиумското описменување и градењето на критичкото мислење. Тие активно учествуваа во едукацијата, стекнаа вештини што треба да ги водат кон точната вест, поточно во секоја да ги бараат одговорите на 5 новинарски прашања: кој, кога, каде, што и зошто. Секако и не помалку важното прашање како. Подготвените прилози со теми од секојдневието на младите во Кавадарци и Велес ќе бидат објавени во вестите на регионалната телевизија КТВ и на веб порталот дума.мк. Задоволна од сработеното е Виолета Глигоровска од Фондацијата за интернет, нови медиуми и општество Метаморфозис. Воодушевена сум од ентузијазмот и од бројноста со која што сте овдека на овој настан. Медиумите се клучниот идентификатор и индикатор за степенот на демократијата на едно општество. Но, за тие да бидат одговорни, да бидат точни и вистинити, потребни се медиумски умешни, писмени граѓани, кои што мораат да бидат коректор и на властите и на медиумите. Ниту еден центар на моќ и ниту една власт не сака, не предпочита многу писмени граѓани и многу писмени и независни и моćни професионални медиуми. Колку помалку се има знаење, толку манипулацијата е поуспешна. Овие премиси беа клучната водилка кога го почнувавме проектот од Метаморфозис и Сокритинг, за да направиме нешто како да општеството во оваа земја го кренеме на едно повисоко демократско ниво и како посебно младите да ги обучиме, да им ги подобриме знаењата за медиумите, за да не дозволиме младината, што е иднината на оваа држава, да биде подложна на манипулации, било да се тоа од радиодифузни медиуми, од социјални мрежи, од индивидуалци, од власт, од било кој центар на моќ. Пораката од денешниот завршен настан до младите и до сите граѓани е да читаат вести со точно утврден извор кој поседува импресум, редакција, подпишан новинар кој е автор на текстот, но и извори кој што ги искористил за да ја напише веста. Можам да кажам дека осетивте или осознавте што е тоа што треба да ве натера да ја препознаете лажната вест, која што за жал секојдневно во секој момент со отворањето на Facebook е присутна до вас. Значи, кога ќе видите трагично, кога ќе видите вознемирувачко, кога ќе видите со наслов во тој тип скандалозно,
веднаш посомневајте се дека некој сака да манипулира со вас. За жал, велам дека со самото отворање на Facebook, веднаш што ќе забележите информација од таков тип. Тие вести најчесто доаѓаат од портали, од така наречени медиуми, кои што не стои никој со име и презиме зад нив, што значи нема и кој да одговара. Целта е да ве манипулира, посебно вас, младите. Се нудат и рекламни пораки од тој тип за не знам какви производи, за не знам какво разубавување и ред други работи. Сето тоа е во целта да се манипулира со вас. Со ова работење на овие работилници се надевам дека веќе тоа успешно ќе го препознаете, а со тоа ќе ја отргнете лагата и она што значи манипулацијата од вас. Верувајте, многу сакаат да манипулираат со младите, затоа бидете внимателни. Вие тоа успеавте со овие обуки да го препознаете и веќе да бидете умешни во она што се нарекува лага и вистините информација.